Прво, воведот не беше случај. И јас нема што да се обраќам до владата, бидејќи сум застапник на меритократија и се разбира дека ќе го искористам овој момент за да им се обратам на оние што се најзасегнати од она што се случува на онкологија, на граѓаните, на луѓето од знаење кои си одат. Зошто? Бидејќи овие работи не би се случувале и не се случувале, морам да кажам некогаш. Зошто? Токму заради меритократијата. И ние, само некој кој што не бил регрутиран меритократски, туку по начелото на победникот му припаѓа пленот, може да го доведе, да ја доведе и клиниката, и здравјето во ваква ситуација. Значи, воопшто не беше ад хоминем и лично, не ве познавам вас, меѓутоа, бидејќи има некој континуитет, се разбира дека укажав на ова. Да, вие го прочитавте членот 147 став 2. Меѓутоа, и став 1 мислам дека е релевантен, кој што вели правните лица, чија што работа подлежи на надзор, во случајов тоа се веле дрогериите и така натаму, согласно со овој закон, се должни да овозможат непречено вршење на надзорот, бесплатно да им стават на располагање на органите на надзор утврдени со овој закон потребен број мостри на лекови. Мојот интерес беше во лековите, во биотерапијата, така, со кои располагаат, како и потребните податоци во врска со предметот на надзорот. Зошто се интересирав за ова? Бидејќи ова не е инцидент, има некоја генеза, системски проблеми се појавиле, проблемите се однесуваат и на биотерапијата, и на други лекарства и така натаму, и сега ние се разбира како мравки, собираме од сите вас податоци за во мозаикот да ја видиме малата слика на онкологија, големата слика на здравството, зашто од ова мора да произлезе нешто. Не казни, не санкции само. Нешто што ќе биде катарза, нешто просветителски, дека не смеело да дојде до толку многу пропусти и повреди, зошто? И да имало похрабри, можеби, побрзо ќе чуевме ние. Не говорам за Малмет, говорам за целата ситуација. Вие сте само една важна карика во системот. Затоа го поставив ова прашање, зашто мислам дека доволно има основ правен за вистина да добиеме некои сознанија. Вие велите не, јас го читам членот 1, нели? И мислам дека тоа овозможува, особено што последниот став, не кажувам, дури дозволува и асистенција од полиција, ако е потребно, сигурно не случајно е тоа во истиот овој член, затоа бев заинтересирана, значи, за вашиот став, за вашата информација и за вашето видување. Благодарам. Морам да ви се извинам, ќе ве сослушам, што ќе морам изгледа да ја напуштам седницава, зашто еве и во ова собрание водиме битка со законите на Њутон. Истовремено се закажуваат намерно повеќе седници, за да не може човек да се посвети.